Православни христијански светилишта распрскани низ величинствени природни предели е еден од најчестите синоними кога станува збор за Македонија. Огромниот број на ранохристијански базилики, цркви и манастири во Македонија не е изненадување, ако се земе предвид дека токму одовде светиот апостол Павле почна да го шири христијанството низ Европа. Со првата покрстена македонка Лидија, македонците стануваат првите христијани во Европа, а Македонија порта од која што христијанството навлегло на овој континент. Што у нас според вас што беше толку карактеристично за Македонија и македонците, па им припадна една ваква значајна улога во светската црковна историја? Убаво рековте, и е многу важно да се напоменува секогаш, особено во овие услови во кои што живее нашиот народ во моментови, нашата црква, состојбата на една своевидна изолираност во која што се наоѓа, дека христијанството кај нас е со апостолски происход и кога станува збор за македонците, убаво рековте дека македонците се првите христијани во Европа. А на што се должи тоа, беше клучното прашање, се должи на особена Божја милост и на особена Божја промисла и на особена Божја љубов кон народот на овие простори, која што се огледа и е посведочена во делата апостолски, напишани од светиот апостол Лука, каде што човек македонец му се јавува на свети апостол Павле во видение и му вели премени кај нас во Македонија и помогни ни. А токму овде во Струмичког се наоѓаат и некои од најрано христијанските објекти во Македонија. Ова е црквата 15 Тивериополски свештеномаченици, во чии рамки се наоѓаат и овие остатоци од ранохристијанската базилика која што датира од 3 век. Доселувањето на овие 15 мажи, во најголем дел монаси, кои што бегајќи од римскиот император Јулијан Отпадник за солниште и мир нашле токму во Струмица, се смета за почеток на монашкиот живот во Македонија. Христијанството постоело тука уште пред доаѓањето на светите 15 Тивериополски свештеномаченици, но тогаш масовно се прима христијанството од населението на тогашен Тивериопол, така да на некој начин почнува и монашкиот живот со доаѓањето на светите 15. Недалеку од овде се наоѓаат уште два древни манастири, познати како Водоча и Велјуса. Во рамките на манастирот Свети Леонтий во Водоча постои комплекс од неколку објекти. Најстариот од нив, ранохристијанската базилика, датира уште од 4 век од нашата ера. Екипата на Македонската радиотелевизија се наоѓа во манастирот Света Богородица Милослива Елуса, кој што представува сведок за христијанското битисување на овие простори во византискиот период. Оваа средновековна црква, изградена во 11 век, зазема особено значајна улога, и тоа не само во црковната историја на Македонија, туку и на целиот регион. Манастирите во Струмица се Водоча и Велјуса, кои што се најстари, најдревни. Освен историското и духовното значење кое што го имаат далеку наназад во историјата, имаат особено значење за современата историја на македонската црква и на македонскиот народ заради возобновувањето на монаштвото, кое што започнува со доаѓањето на нашиот митрополитот Струмички господин Наум од Светагора. Токму од овде потекнува и Велјушкиот крст, кој што е македонска варијација на христијанскиот крст, а денеска представува символ на македонската православна црква и меѓународно е афирмиран како македонски крст. Крст е кога се саможртвуваме за доброто на другите, а не кога другите ги жртвуваме за свое добро, се вели во беседата на митрополитот Струмички Наум.